Учениците од Виница организираа младинска акција поддржана од општината и од проектот на USAID за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, а имплементиран од Македонскиот центар за граѓанско образование во соработка со Младинскиот образовен форум. Со почитување на протоколите за заштита, учениците од основните училишта Гоце Делчев, Кочо Рацин и Славчо Стоименски, како и од средното Ванчо Прке, заедно со своите наставници ментори, реставрираа, поправаа и боеа клупи во техничката работилница на средното училиште Ванчо Прке. За да се разубави училишниот двор на единственото средно училиште во општина Виница, младите да имаат пријатен простор за дружење и меѓусебна интеракција, дел од реставрираните клупи се поставија во дворот на училиштето. Останатите ќе бидат поставени во руралните населени места во општината. На овој начин учениците предонесуваат заштита на животната средина и унапредување на нивните практични вештини. За време на акцијата им се придружи и представникот на канцеларијата на USAID Ерик Јановски, кој ја истакна важноста од поттикнувањето на младинскиот активизам за позитивни промени во заедницата. При тоа разговараше со младите за тоа што научиле од целиот процес на планирање и за спроведувањето на младинската акција. Јановски се сретна и со градоначалникот на Виница Миле Петков и со директорот на средното училиште Тихомир Тасев. При тоа се разговараше за тоа како општината ќе продолжи да ги поддржува младите и нивните иницијативи, како и за плановите за соработка со училиштата за унапредување на меѓуетничката интеграција. Акцијата во Виница е резултат на онлайн работилници на кои учествуваа учениците во изминатиот период, на кои што ги идентификуваа предизвиците и можните решенија за подобрување на состојбата. Преку онлайн средби за застапување, тие соработуваа и со локалните власти, пред кои ги презентираа идејните решенија и обезбедија потребната поддршка. Учениците успеа да ги реализираат нивните идеи, истекнувајќи ја важноста на младинскиот активизам. Во партнерство со локалните организации, училишта и локални заедници, USAID во земјава ја унапредува социјалната инклузија, меѓуетничката хармонија и граѓанските вредности. Преку проектот на USAID за меѓуетничка интеграција на младите во образованието се создаваат можности за интеракција меѓу учениците, се поттикнува нивната креативност, како и нивното младинско учество. Со ребалансот на буџетот за оваа година, што беше усвоен на последната седница на Советот на општина Кочани, се изменија финансиските ставки за реконструкција и асфалтирање на улици во селата, како и за прочистување на планинските патишта. Всушност, направено е намалување за нешто повеќе од 80.000 евра кај изградбата на улиците во руралните населени места, а во корист на патиштата во Рицко-планинскиот регион. Според образложението од стручните служби во локалната администрација, намалувањето се прави заради тоа што средствата што се предвидени за намените ќе бидат доволни до крајот на годината. Во оваа програма имаме минимално намалување само на 5 милиони денари. Програма улици и патишта се намалува од 92 милиони 620 на 87 милиони 620 денари. Во однос на реализацијата сметаме дека ова намалување од 5 милиони денари нема да влијае на исплата на обврските кои што ќе ги добиеме од добавувачите и сметаме дека ово е реален износ за оваа програма. Сушност е на максимален износ за развојна програма, за оваа програма за изградба на улици и патишта до сега. Намалувањето на средствата за изградба и улици во селата во општина Кочани беше оценето како постапка што не треба да стане практика, односно вниманието на локалната самоуправа и понатаму да биде насочено кон урбаните средини. Јас потекнувам од селска средина и затоа погледнав дека самото намалување се однася за селата. Мислам дека преди тоа што периодот е кус, не може да се искористат средствата. Мислам дека за наредната 2022 година треба да се пренаменат за тие средства дури да се зголемат. Прошлиот градоначалник мислам дека селата ги подобри услови за живење, прогласи и село без кал. Конкретно од место дека потекнувате вие Оризари направи доста големи инфраструктурни проекти и така да надевам се дека понатаму селата ќе ги ставаме во поголем приоритет. Дел од забелешките на советниците во врска со намалувањето на средствата за асфалтирање улици во населените места
беа и тоа што за прочистувањето на планинските патишта во изминатите години биле наменувани просечно по околу 50 до 60.000 евра. Со зголемувањето на сумата за околу 1/3 останува дилемата дали таа целосно ќе се искористи или повторно ќе се пренамени за други цели. Општина Кочани ги потсетува студентите кои студираат на универзитетите во државата дека до крајот на овој месец трае рокот на конкурсот за доделување 30 стипендии за студиската 2021-2022 година. Според условите во конкурсот ќе бидат доделени 30 стипендии, од кои најмногу 5 наменети за студенти од ромската заедница, 10 за студенти од социјално загрозени семејства, а најмногу 5 стипендии за студенти кои студираат на медицинските науки. Останатите стипендии ќе бидат распределени за студенти кои постигнале висок успех во студирањето. Право да поднесат пријава за добивање стипендија чиј месечен износ е 3000 денари имаат редовните студенти кои не повторувале година во текот на студирањето, а при тоа не се корисници на стипендија или кредит од други институции или компании. За добивање на стипендијата критериум е успехот и материјалниот статус, при што тие носат најголема вредност според категоријата. Во сите категории 5 бода добиваат децата на самохрани родители и студенти со посебни потреби. Приоритет за добивање стипендија ќе имаат и деца кои до полнолетството престојувале во домови за згрижување. Исто така, студентите на Технолошкиот факултет, ветерина, хемија, биологија и на текстилно инженерство ќе добијат 5 поени плюс со оглед што нивните струки се утврдени како дефицитарни. Пријавата и потребните документи заинтересираните можат да ја поднесат до едношалтерската канцеларија на општина Кочани или пак по пошта, и тоа најдоцна до 29 ноември. Со скромна свеченост и редуцирани содржини поради превентивните мерки од ковид пандемијата, Основното училиште Крсте Петков Мисирков од Оризари го прослави патрониот празник и го одбележа повеќедецениското успешно работење. Вообичаено, во училишниот двор, пред бистата на патронот се одржа скромна свеченост на која присуствуваа гости, ученици и вработени. При тоа, делегација од училиштето, од локалната самоуправа и други институции положија букети свежо цвеќе, одавајќи му почит на Мисирков за неговиот придонес во кодификацијата на македонскиот литературен јазик. Директорката на училиштето, Сонја Иванова, направи краток осврат за значењето на делото што го оставил Мисирков, како и за постигањата на училиштето од Оризари. Во рамки на одбележувањето на патрониот празник, поради протоколите за здравствена заштита, изостана свечената програма со присуство на публика, но учениците заедно со своите наставници снимија видеоматеријали што се објавени на социјалните мрежи. Во рамки на одбележувањето на патрониот празник беа организирани ликовен и литературен конкурс, при што најдобрите ученички творби добија награди. Општинската организација на СДСМ од Кочани упати писмен допис до јавноста во кој реагира за реализација на градежни активности на Пониква, без при тоа да се обезбеди одобрение за градба. Со одлука од градежната инспекција, поради отсуство на одобрение за градба, беше затворен еден приватен објект во Осоговијата. Прашуваме дали објектот чија градба е почната нелегално и без никакво одобрение е во собственост на вработена во локалната самоуправа или во собственост на член од потесното семејство. Дали истата таа вработена е дел од структурите на локалниот огранок на ДПМН. Дали и покрај издадената забрана денес повторно се вршат градежни активности на истиот тој објект. Имено претходната година со одлука на владата на Република Северна Македонија, Осоговските планини беа прогласени за заштитено подрачје од категорија 5, односно заштитен предел каде започнува еден поструктуриран пристап за социјално и економско унапредување и развој на Осоговскиот регион. Фактот што токму вработена во локалната самоуправа, институција чии вработени треба да бидат пример за спроведување и почитување на законите, бесрамно се потрудила да ги заобиколи законските регулативи за постигнување свој сопствен интерес, укажува на неетички и крајно непрофесионален однос. Почитувани, почетокот на новото време е јасен. Гласавте за промени, проекти и победи и веќе е повеќе од јасно дека промените се случуваат во насока на задоволување лични апетити, интереси и победи.
За проектите како што е се поизвестно ќе почекаме. Ги повикуваме надлежните институции повторно да излезат на терен и да го испитаат случајот во целост, стои во писмениот допис до јавноста од Општинската организација на СДСМ Кочани. Сообраќајните служби во полициските станици од источниот регион спроведува засилени контроли, при што се санкционираше непочитувањето на прописите, главно за управување возила над законски пропишаната брзина. За само 4 часа казнети се 44 возачи во регионот, од кои 30 возеле со недозволена брзина на отворен пат. Останатите пак возеле побрзо од пропишаното во населените места. Исто така, сообраќајната полиција спровела акцијска контрола и на возачите кои вршат непрописно пристигнување, при што за време на контролата констатирани се 8 прекршоци. На сите возачи им се изречени соодветни санкции. Дополнително, казни биле изречени и за 39 учесници во сообраќајот кои сториле други видови прекршоци. Од полицијата информираат дека засилените акцијски контроли ќе продолжат и во наредните денови. Поради тоа, упатен е апел до учесниците во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и заеднички да придонесат за побезбедни патишта.